Но мораме секако да потенцираме дека кога се оди на планина, некој сака да санка, некој сака да скија, некој сака само да шета и да ужива во убавините на планината, но и за тоа треба да сме подготвени, бидејќи и прошетката на планина бара соодветна и физичка, но и психолошка подготовка. Не ја подценувајте планината, велат и спасувачите. Токму на оваа тема колешката Симона Илиевска разговара со Арген Челјафи од спасувачкиот тим на Црвениот крст на Водно. Симона, добро утро по втор пат. Спомена во најавата не ја подценувајте планината. Знаеме ли да го правиме тоа често? Што вели Црвениот крст во однос на статистики и интервенции? Тоа ќе го дознаеме во следните минути, Кристина, со оглед на тоа што ќе разговараме токму на таа тема и на второто линковско вклучување се наоѓаме на Средно Водно, односно каде што е сместен тимот за спасување на планина. Ќе разговарам со Арген Челјафи, кој што е дел од тимот и кој што ќе ни открие дел од интервенциите кои што ги имале досега за оваа сезона. Меѓутоа, Аргент, пред се ќе ни кажете што точно значи тимот за спасување на планина и како оние кои што имаат потреба од ваша помош може да ве добијат. Најпрво добро утро до вас и до вашите гледачи. Се наоѓате во една од двете планински спасителни станици под капата на Црвениот крст на град Скопје. Планинската спасителна станица Водно оперира за време на викенди и е целосно финансирана од Црвениот крст на град Скопје. Во неја дежурат по 2 волонтери во период од 10 до 17 часот и можеме да кажеме дека ланската година имаме завршено со 183 интервенции и асистенции, од кои 43 се пренесени во ургентен клинички центар. Водно е 30 км квадратни, 2 дежурни е само условно кажано прва помош на планинари, на љубители на планината и се остало и колку толку да им се најдат на посетителите на Водно. Сепак се работи за огромна територија, но за сега генерално видите кога се работи за спасување, односно за помош, по благо кажано, секогаш мора да ги користите, односно секогаш ги користите ресурсите на самите институции на системот, тука се Центар за управување со кризи, итна медицинска помош и крајни инстанции и противпожарна бригада. Предпоставувам дека ќе ни потврдите и вие дека веројатно поголемиот дел од интервенциите се за рекреативци и оние кои што можеби ја подценуваат на моменти планината, особено Водно, кое што не е мал залог како што кажавте. Така што најчесто имате како интервенција, односно која бара вашата помош? Условно кажано сите, од 7 годишна возраст до 77. Знаете кога ќе се повредите, повредата не бира ни време, ни место, ни возраст. Така да и не секогаш не се истите. Генерално во зависност од тоа дали допред ден-два овој предел кој што го гледате беше цел замрзнат, така да знаеме да имаме скршеници, знаеме да имаме повик за хипертензија. Палетата на интервенции се од обична гревнатина до прединфарктна состојба, така да све и се што. Не можеме да кажеме дека ова година сме имале поголем дел скршеници, тие се повредите на Водно, немаме каснување од змии ова година, така да од инсекти имаме нормално претежно, но генерално се луѓе што веќе си ја знаат својата здравствена состојба и горе-доле си носат со себе соодветни лекарства. Од 183 ко бројка е условно кажано мирно со тоа што ако гледаме дека веќе дежураме во просек на годината 100 до 110 дена, тоа веќе секој ден да имате по една интервенција, но за сега успешно се справуваме со тој предизвик. Бројката не е за занемарување, тоа го споделивте и вие. Она што би сакала следно да потенцираме е совет до сите оние кои што редовно планинарат, без разлика на активностите кои што ги спроведуваат, конкретно за Водно, што е она на што треба да се внимава и каква претходна подготовка им е потребна за да не дојде до интервенција од ваша страна. Генерално, може би ќе станеме и банални, но за рекреативците Водно не е градски парк. Сепак е планина, сепак треба да се
се придржа до основни правила за однесување на планина, движете се, посебно доколку сте почетник, движете се по маркирана патика, движете се во групи, носите соодветни обувки, носите соодветни алишта, носете со себе и резервна вода и храна. Генерално се овие совети кои што секој ќе ви ги каже, односно било кој човек, односно љубител на планината, ќе ви каже, ќе ви посоветува задолжително да ги носите. Секогаш и, што е многу побитно, веќе ако барате помош од спасителната станица, од момците што се во планинска спасителна станица дежурни, и кога ќе ја покажете локацијата точна, каде што останете таму. Сепак да не лутат меѓу себе. Често знаеме случаеви кај што лицето бара помош, екипата се упатува кон него, он ќе си промени локација и ни се остават дополнителни напори, односно тешкоти да го најдеме. Што значи треба да се следат препораките за поголема безбедност за сите. Уште едно прашање од досегашното искуство, што покажува кој период можеби од годината има повеќе интервенции, дали зимно време, како што споменавте, поголем дел од патеките се и под мраз, или пак летно време, високите температури, исто неподготвеноста за на планина, кога е поризично? Ако ја земеме 2024 како репер, тоа е зимскиот период. Пошто само во ланскиот период, односно во месец јануари претходната година, имаме 18 интервенции и асистенции, од кои во една интервенција беше побарано дополнителна поддршка, односно беше користен воздухоплов на полицијата, така да доколку се зима ко репер претходната година, зимскиот период. Не можеме за секоја година да кажеме дека истото, но генерално зимскиот период си има одредни, условно кажано, потешкоти како за нашите тимови, така и за рекреативците. Не можам да кажам за планинарите, пошто тие се најретки кај нас, условно кажано во наши статистики, но рекреативците и те како се тука се и нормално и почетниците, велосипедистите кои често знаат да не бидат да ги читаме во самите извештаи од страна на нашите спасители, но генерално мислам дека тоа веќе со тек на години е тренд на намалување, односно повредите од кај нив. Што е позитивна информација, господине. Ви благодарам за денешниот разговор. Ви благодарам вас колку толку што допираме до јавноста и спасителите се за вас, но се надам дека нема да бидете дел од нашите статистики. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со Арген Челјафи, кој што е дел од тимот за спасување на планина. Дознавме што кажуваат статистиките. Зимата во 2024 е годишно време кое што донело најмногу интервенции за тимот и секако тука се рекреативците кои што мора да се подготвени за планина, особено и за водно, што како што сподели мојот соговорник, водно не е градски парк, па треба навистина совесно да се пристапува кон секоја рекреативна прошетка на водно со цел да се намалат повредите, а и секој безбедно да стигне од посакуваната локација, тоа е водно и секако назад долу во Скопје. Предпоставувам дека сите совети беа корисни со цел да имаме поголема безбедност, како што кажав. Искрено се надевам дека е така, Симона. На повисоко ни е второво линковско вклучување ово утро, малку постудено е, но ако ништо друго, дишете полесно од нас долу. Забележувам дека имаме помало аерозагадување, тоа е благодарение на ситната роса која што имаме од рано утрово, но сепак се уште е загадено во Скопје. Наводно претпоставувам полесно се диша. Да, Кристина, има навистина многу почист воздух во Скопје. Искористивме 1 час пред линковското вклучување за да бидеме тука и да се подготвиме, а со тоа и да подишеме чист воздух. Може да се забележи, предпоставувам, и од дронот дека Скопје се уште е под смог, а тука колку толку за тоа што сме на средно водно има навистина значително олеснување за аерозагадувањето, односно може да се диша чист воздух, па предпоставувам со тоа што ни следува викенд дека повторно водно ќе биде преполно. Ништо, тогаш ние оставаме на чист воздух со колегите и топол чај. Час и половина имате простор да поуживате во водно. Благодарам многу, Симона, за линковското вклучување.